И здраво на сите, Мартинот Јаки Коли тука. Како што напоменав, денеска ќе снимаме еден Opel Adam на автоплацот Auto Swiss, кој што има своја перална, си има место за пиење кафе. И денеска ќе се обсврнеме на овој конкретно модел, кој што е од 2013 година кон крајот, ноември месец. Многу убаво количе, многу убаво градско количе, тоа му е намената. Ќе направиме една целосна обиколка од 360 степени, двотонска каросерија, многу убава боја, значи кој да одбрал, стварно е тип-топ. Еве, гледате должината, значи стварно малечко возило кое што не верувам дека ќе имате проблем да се паркирате било каде, многу лесно ќе можете да се снајдете. Багажникот, колку за да ставите отреден ранец за утеретана, па дури некој куферче можда и ќе собере ако некако го свртите, али толку, значи не е многу. Бројката во литри ќе ви ја пишам на екранот, пошто не ја знам ни јас во моментов. Еве овдека си пишува име на моделот, пошто одзади не пишува. Значи сите овие Opel Adami нормално нема логика да има дизел и нема дизел, све се бензинци. Од 1.0 до 1.4. Најјакиот модел 1.4 е со 150 коња, дори има мислам ознака S. А ова е со исто така 1.4 мотор. Ќе видам точно колку беше киловатите и коњажата, ако не се лажам, мислам 87. Ако сум грешка, ќе си проверам секако и ќе пишам на самиот екран за да видите. Еве внатрешноста, многу штосна и интересна и внатре. Каков е квалитетот? Еве сега ќе пипнеме да видиме све. Барем овој дел кај што ќе ја потпирате раката, доста мекан и удобен. Тука е некоја пластика. Воланчето е нешто посебно, значи супер. Ептен добро го скоцкале, да изгледа добро. А и овој интериер, пошто е светол, наистина убаво делува. Како и од надвор, нели? У истата боја, така и внатре. Мануелен менувач нормално, рачна кочница, некој инфотеймен систем. Еве ги издувните отвори за климата. Да видиме како е на додир овде, се е некако убаво гумирано. Позади нема да се трудам да седнувам, бидејќи нема поента. Значи, некои мали деца ќе може да ги собере, некој возрасен малку ќе се помачи, ова на кратка релација, окей ќе е. Така да, тоа е тоа. Сега можеме да одиме во возња и да го провозиме, чисто да видиме стварно дали е толку лесно возењето низ градов со ова возило. Останете со нас.